Предстојниот викенд 15 и 16 март во Скопје Сити Мол ќе се случува саемот на образование 2025 година. Ова утро разговараме со Гоше Николов, кој што е основач на Студентарија и воедно организатор на саемот за образование за 2025 година. Гоше, добро ви утро. Ви благодарам што за нашите гледачи ќе дадеме неколку информации за сето она што ќе се случува престојниот викенд во Скопје Сити Мол. Кој се ќе биде представен на саемот на образование? Добро утро, Ирена. Поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам за поканата и можноста да пренесеме што се нели ќе се случува тука. Како што кажавте и вие, овој викенд, сабота и недела на 15 и 16 март во Скопје Сити Мол ќе се случува саемот за образование 2025 во организација на овој трговски центар и во организација на Студентарија, студентска иницијатива и најголемата студентска платформа во државата. Јас би рекол дека целта на овој веројатно најважен и најголем образовен настан на годината е да ги повразе младите, значи матурантите, средношколците и студентите со високообразовните установи, факултетите, универзитетите, но и академиите за дигитални вештини, се со цел младите да се запознаат со можностите за продолжување на нивното образование, за доедукација, професионален развој и така натаму. Значи, овој саем ќе представува единствена можност преку кој што младите ќе имаат директен пристап до над 12 универзитети, кои што заедно бројат повеќе од 90 факултети и како што спомнав нели академии за дигитални вештини, но и секако компании кои што за тековните студенти ќе ги представат нивните можности за пракса и за вработување. Дали се универзитетите од Македонија или ќе се представуваат и универзитети надвор од границите на Македонија? Сите универзитети кои што ќе бидат представени на саемот се универзитети кои што функционираат и вршат високообразовна дејност овде во Македонија, затоа што целта на овој настан е да ги задржиме студентите тука во нашата држава за да се едуцираат тука. Значи, далеку од тоа ние не сакаме да кажеме дека студирање надвор од државата е нешто лошо, значи далеку од тоа, тоа е всушност одлична можност, но она на кое што сме сведоци е дека на тој начин со студирањето надвор од Македонија некако на младите им се отвараат вратите, што за нив секако нели лично е одлично, но кога зборуваме за државата, тоа го повлекува и оној процес на одлив на мозоци, така што ние би сакале да им ги представиме можностите за високо образование овде во нашата држава, а понатаму секако и високообразовните установи останува да работат во соработка со државните институции на зголемување на квалитетот на тоа високо образование. Ова не е прв пат, не се организира прв пат саем за образование. Од претходните саеми, каков е интересот на студентите, каков е интересот на факултетите да се представат на саемот? Овој саем, ние како организатори Студентарија почнавме да го организираме минатата година. Тогаш беше саем за универзитети и ако тогаш имавме присуство на 4 универзитети и повеќе од 40 факултети, годинава, како што кажав, таа бројка е 3 пати поголема, значи имаме повеќе од 12 македонски државни и приватни универзитети. Потоа имаме, како што кажав, нели сите тие заедно бројат 90 плюс факултети. Годинава се прошируваме исто така со академиите за дигитални вештини, значи IT курсеви, обуки, вештини за продажби и така натаму и секако вклучуваме многу повеќе компании од што имавме минатата година. Одзивот од страна на матурантите минатата година беше одличен и покрај тоа што го организиравме летниот период кога најголем дел од нив веројатно веќе и имаат донесена одлука каде да студираат, но затоа годинава еве одлучивме тоа да го направиме во месец март, затоа што матурантите сега почнуваат со подготовките за полагање на државна матура, подготовка за матурските испити и секако носење на една од најважните одлуки во нивните животи, а тоа е каде да го продолжат своето образование. Сега она што би сакал да го наведам од аспект на содржините, низ целиот вторкат во трговскиот центар Скопје Сити Мол ќе бидат изложени сите овие универзитети, факултети, академии, компании и организации за млади кои што ги напоменав, така што младите ќе можат да дојдат да се пристапат до секој од штандовите и да се информираат за уписните рокови, можностите за стипендии, кариера, животот на кампусите, животот во студентските домови и така натаму, се со цел нели да можат да направат информиран избор кога станува збор нели за продолжување на нивното образование. Освен тоа што ќе имаме
имаме она класична штандовска изложба на универзитети и академии. Паралелно во Синеплекс, во салите на Синеплекс ќе се случуваат и панел дискусии, работилници, презентации, кои што пак имаат за цел нели да им понудат нови вештини на сите оние млади. Значи имаме предвидено посебни содржини за матурантите, кои што ќе им помогнат полесно да се адаптираат на тој студентски живот. Например, првата панел дискусија е како да изберете идеална студиска програма, каде што ќе имаме експерти, познавачи во своите области, како кариерни советници, HR консултанти и студенти кои што нели веќе се дел од тој студентски живот, кои што на матурантите ќе им дадат увид во тоа на кој начин да размислуваат за се со цел нели да ја направат вистинската одлука за запишување некаде на факултет. Друга многу интересна панел дискусија, односно работилница за матурантите, е работилницата за ментално здравје, затоа што да речеме голем дел од матурантите доаѓаат од други градови, односно студираат надвор од местото на живење, на пример од Кочани или од Гевгелија ќе дојде да студира во Скопје, ќе отиде да студира во Штип и така натаму. И самото тоа живење во друг град со себе си носи предизвици по менталното здравје, значи живење надвор од дома, надвор од семејството после 18-19 години, соочување со нова средина, нови луѓе, испитни рокови, стрес и анксиозност околу тие испитни рокови, така што психолозите ќе бидат тука да им кажат како да ги совладаат овие предизвици. Исто така имаме содржини и за студентите кои што ќе им помогнат, односно ќе ги поддржат за тоа како подготвени да излезат на пазарот на труд. Значи тоа ќе бидат серија работилници и презентации за дигитални вештини и презентации од работодавци за тоа што всушност бараат компаниите од младите кандидати. Ќе имаме и работилници мини за подготовка на CV, мотивационо писмо, средување на LinkedIn профил, значи сето она кое што на младите кои што толку излегле на пазарот на труд ќе им биде потребно за да стигнат нели до својата прва пракса или работа. Исто така би сакал да напоменам уште неколку интересни содржини на саемот. Ќе имаме и кариерно советување, затоа што голем дел од матурантите, на пример, се уште не знаат или не донеле одлука нели каде сакаат да студираат и да го продолжат своето образование, така што професионални кариерни советници ќе бидат присутни тука на лице место и преку кариерно советување, дали преку разговор или преку тестови, сите си имаат нели посебни начини на кариерно советување, ќе им дадат насоки околу тоа како да размислуваат и нели како пак ќе кажам да донесат една од најважните одлуки, а тоа е одлуката за нивно образование. Не ги забораваме и родителите. Кај нас родителите се уште се веројатно еден од присутните фактори кога станува збор за изборот на факултет, така што имаме родителско катче на саемот во рамки на кој што повторно психолози ќе им понудат поддршка на родителите за тоа како да им помогнат на нивните деца да донесат одлука за избор на факултет, а при тоа нели да го намалат оној притисок или да не ги форсираат, значи да ги остават сепак младите да одлучат што е најдобро за нив. Навистина богата содржина, овие два дена, 15 и 16, сабота и недела, навистина ќе има што да се види, катче за секого и за студенти и за родители. Сега, вие сте и основач на најголемата студентска платформа Студентарија. Би сакала само, накусо да ни кажете за кои се незините активности и како може да ви се приклучат сите сегашни и идни студенти. Така, Студентарија е, како што кажавте, најголемата студентска платформа и најголемата студентска заедница во Македонија, која што брои некаде над 47.000 членови на Инстаграм. Функционираме претежно на Инстаграм, односно ги следиме оние трендови на тоа каде најчесто комуницираат и се присутни младите. Она што ние го правиме е информирање за буквално секој аспект од студентскиот живот и студентскиот стандард. Значи дали станува збор за случувања или предизвици на факултетите, во студентските домови, можности за стипендии, информации за субвенциониран студентски оброк и сите оние државни мерки кои што ги следуваат студентите. Сите информации секогаш ги имаме во реално време, брзо, точно и навремено ги информираме студентите и мислам дека навистина можеме да се пофалиме со високо ниво на доверба од страна на нашите следбеници, така што секој студент или еден студент кој што сака да се запознае со нашите активности и информациите што ги нудиме, може да не најде на Инстаграм Студентарија МК. Освен информирањето, редовно организираме и настани, еве како саемот за образование, и други настани за вмрежување, каде што студентите нели може да се запознаат едни со други и да се дружат и секако сите заедно да работиме на подобрување на студентскиот стандард и носење на студентскиот живот во Македонија на едно ново и повисоко ниво. Гоше, уште еднаш за крај повик до сите сегашни и идни студенти да присуствуваат 15 и 16 март во Скопје Сити Мол, втори кат. Само да кажете од колку до колку часот се овие сите активности предвидени?
Официјалната програма на настанот ќе трае од 11 до 17 часот двата дена, и во сабота и во недела. Така што еве јас ќе се придружам на вашиот повик и ќе ги поканам сите матуранти, сите средношколци, сите студенти и секако нивните родители да дојдат сами или заедно со нив во Скопје Сити Мол во сабота и во недела и да се запознаат со сите можности нели за продолжување на нивното образование, затоа што видите сите универзитети си организираат нивни отворени денови и сега ако некој студент на пример решил дека сака да се запише на правен факултет, но не знае на кој правен факултет сака да се запише, наместо да оди во сите оние, имаме универзитети во повеќе од 6 градови, во најмалку 6 градови во Македонија, наместо да оди на секој отворен ден во сите овие градови, ние сите универзитети ги собираме овде на едно место и буквално во рок од 1 час или 2 часа колку што им е потребно ќе може да си ја донесат таа одлука.